Рапорт со Јофе, четврто издание од оваа втора сезона, од сега на интернет. Првата сезона на шоуто започна и заврши на А1, па ја затвори А1. Втората сезона започна на А2, но не дочека да заврши на А2, бидејќи во меѓувреме, поточно пред 4 дена, ја затворија и А2. Па, ќе зборуваме за тоа во текот на емисијава, ама за почеток да ви известам дека се гледаме тука. Продолжуваме секоја недела во 20 часот, но наместо во телевизискиот етер, како што кажав, на интернет, на порталот libertas.mk, да се разбира со видео поставено од YouTube. Да се надеваме дека нема YouTube да го затвори. И да, започнуваме со темата наречена А2. Ќе ми дозволите да читам од лист, бидејќи тука неам идиот, има доста работи, не би сакал да заборавам нешто од приказнава. Колку за подсетување, телевизијата започна со работа во 2008, тогаш беше замислена како сестринска телевизија на А1 и како таква функционираше се до затворањето на А1 минатото лето. И ако кај А1 властите бараа милионски суми за неплатен данок, сумата за А2 изнесуваше 100.000 евра, па така А2 требаше да биде продадена, добар дел од тимот на А1 требаше да премине во А2, па таа нели да го продолжи ликот и делото на А1. Арно ама, тамам кога се договараше да биде продадена и да се случи овој премин, се отвора предстечајна постапка. И веднаш откако се отвора предстечајната постапка, А2 зема позајмица и го плаќа долгот од 100.000 евра кој го побарува УЈП, со што нели веќе нема услови за прогласување стечај. Или барем вие така си мислите. Да, се разбира, постапката продолжува, ама телевизијата не се носи во стечај, нешто што многу лесно се направи во случајот со А1. Во овој случај проблем е потеклото на парите со кои А2 го вратила долгот, па започнуваат вештачења и не се одлучува ништо, а телевизијата се држи во предстечајна постапка со месеци. Иако сите долгови се платени, телевизијата не се остава да функционира нормално, па не може да вработува, не може да купува програма. Во првите месеци одат стари серии и филмови за понатамо да остане само на музичките спотови. Веќе никој не зборува за А2, Советот за радиодифузија не дава никакви рокови. Буквално статус кво ситуација од август лани па се до мај годинава. Цела една сезона. И во мај месец годинава конечно се случува нешто. Една екипа составена од новинари и технички кадар од поранешната А1 се собира околу една продукција, околу еден проект насловен како 19, кој треба да почне да се емитува на А2, проект со кој А2 не се оптоварува финансиски, бидејќи уште еднаш да повторам, проектот се реализира преку надворешна продукција. Ова е проект кој вклучува слободоумни вести, дебати кои треба да ги вклучуваат сите страни од приказната, емисии како ова и многу повеќе од тоа. Се почнува скромно и партизански, но со многу ентузијазам и нели желба да се направи нешто. Арно ама, да, и овде има едно такво арно ама. Значи, арно ама на Советот за радиодифузија, на кој со месеци не му сметаше програмата, составена само од музички спотови, започнува да се грижи за ова, баш во деновите кога екипата се спрема да почне со емитување програма, и бидејќи Советот дава рок за усогласување, оваа екипа започнува со програма нецелосно подготвена, па гледачите лесно ги забележуваат техничките проблеми со кои се соочува. Сепак, според Советот, ни оваа програма не е доволна, па го дава и последниот рок, заканувајќи се со одземање на дозволата. Во меѓувреме А2, која дотога со музичките спотови скоро и да беше незабележителна, веќе има поинаква програма, неколку часа на ден, па почнува да добива и се поголема гледаност. И по 26 дена од новиот бран на А2 се случува ова. На денешната седница Советот донесе одлука за одземање на дозволата за вршена радиодифузна дејност на Трговското радиодифузно друштво А2 заради неисполнување на условите од дозволата. По спроведениот мониторинг констатирани се следните резултати, дека скоро 76% од програмата е повторно од забавен карактер, односно музички спотови, 11% е информативна и 13% е документарна програма. Ако од информативната и документарната програма само 1/3 е премиера, додека 2/3 од таа програма се репризни изданија,
што ако се тргнат репризните изданија, состојбата од претходно спроведениот мониторинг и мониторингот што е направен последниот, апсолутно нема никаква разлика и во двата случаи програмата информативна и документарна е помалку од 5%, а доминира музиката. Ете така, Советот за радиодифузија со 11 гласа за и 4 против ја одзеде дозволата за работа на А2 телевизија која со месеци се држеше во предстечајна постапка, иако ги имаше платено сите долгови и која во тој период емитуваше само музички спотови. И тамам кога една надворешна продукција почна да ја збогатува програмата, кога почнува да нуди поинаква програма, Советот за радиодифузија ја одзема дозволата со образложение дека немало доволна програма, бидејќи веројатно нели во периодот додека одеа само музички спотови, тогаш имаше доволна програма. Да. Но да видиме како течеше седницата на Советот, како се одвиваше дебатата и што мислат членовите на Советот за одземањето на дозволата. Нели ова се случува пред гласањето најпрвен за мониторингот и резултатите од него. Да, има прекршување на законот, евидентно е, но исто така е евидентно, иако никој тоа не го кажа, дека има подобрување, огромно подобрување во споредба со претходниот мониторинг. Аха, значи има подобрување и веројатно може да се остави уште малку време, нели? Значи би ги замолила сите колеги, почитувани советници, доколку имаат конкретен предлог, нека дадат конкретен предлог од страна на стручната служба дека е повреден законот за радиодифузна дејност, тоа е факт. Значи веќе подолг временски период, значи даваме рокови, не знам докаде. Да не се доведеме во ситуација да некој и нас не отповика на одговорност, бидејќи може некој да рече дека сме бели мечки, сме биле не знам заштитени и целиот совет како институција да биде отповика на одговорност заради ваквото толерирање на одреден медиум. Значи јас сум за тоа да се стави предлогот на гласање, имаме конкретен предлог од страна на правната служба од Советот за радиодифузија и да се заврши ова работа. Благодарам. Ви благодарам и јас и потполно се слагам. Што е ова бе? Кај се видело ова бе? Застанале овде ми дискутираат. Што потреба дискусии бе кога однапред се знае исходот? Дај да гласаме, да ги затвориме и да си бркаме работа, да си одиме по дома. Еве ќе дојде време ќе почнат турскиве индискиве серии по другиве телевизии. Овие што ја пополнуваат, што ја исполнуваат образовната и едукативната функција. Нели е така? Ако форматот е претежно општ, претежно забавен формат, а има малце повеќе забавни содржини, тогаш не се гледа зошто е тоа голем грев. Мене барем не ми е тоа јасно. Како може да не ви биде јасно, господине Шоптрајанов? Ова е бре сериозна држава и ова се сериозни времења бе. Како тоа може да има повеќе забавни содржини? Дајте да бидеме малку сериозни и се разбира дека е тоа грев. Како може да не биде грев? Најголем грев е тоа. И се знае што треба да се направи. Значи јас сум за тоа да се стави предлогот на гласање, имаме конкретен предлог од страна на правната служба од Советот за радиодифузија и да се заврши ова работа. Ами како? Не, ќе ги оставиме овде да се забавуваат во едни вакви сериозни времења. И што правиме? Ќе гласаме, ќе им ја земаме дозволава или уште ќе зборуваме овде, ќе слушаме глупости? Непосредно по донесувањето на одлуката, што е јасна, претпоставлива, да се преземе чекор за анализа на програмите на националните телевизии, бидејќи има некои површни сознанија и не би сакал да се потвира мрзнив, дека и таму кај некој од нив има отстапувања. Мислам дека на тој начин ќе ја избегнеме селективноста и дека ќе имаме и пред себе јасна за нас, за Советот, јасна представа и пред јавноста ќе имаме транспарентен однос. Не. Еве, пак се прави истата грешка. Јас не знам што е проблемот. Дајте луѓе да гласаме и да ја завршиме ова работа веќе еднаш. Погледнете вчера, некој од вестниците земете со програмите. Ние имаме програми на 18 на вчера беше 12 јуни. На 12 јуни на една национална телевизија ние имаме 9 часа странска програма. Серии, што премиери.
молам убаво. И тоа е програмски проблем. И тоа ќе треба да се третира. Сега ако се отвори, мислам дека повеќе национални радиодифузери ќе мораат да одговараат на стисни прашања, а не верувам дека ние ќе преземеме иста постапка. Не барем според досегашните искуства. И зошто така, господина Радовановиќ? Оваа држава си има закони, овде си има ред и поредок, бе. Не можете така да зборувате. Ќе се направи тоа, уживајте. Вие само прво имавме една друга работа. Што ли беше тоа? Значи јас сум за тоа да се стави предлогот на гласање, имаме конкретен предлог од страна на правната служба од Советот за радиодифузија и да се заврши оваа работа. Точно така. Да се заврши ова работа, да ни се тргне од глава, па после се ќе средиме. Уживајте вие. Силен дел од духот на законот е обезбедувањето на плурализам. Медиски плурализам. Кога се зборува за медиски плурализам, не се подразбира тоа само од технички аспект, значи не само на бројка, туку на суштина. Може да имаме и 300 медиуми, но сите исто да зборат. Доста интересно размислување. Баш ме интересира што мислат останатите членови на Советот за ова. Значи имаше овде дискусии дека ќе се загрози медискиот плурализм. Значи ако погледнеме кои се регистрирани трговски радиодифузни друштва во Македонија, имаме вкупно околу 150, од кои што околу 70 се телевизии. Значи имаме 10 телевизии на национално ниво и околу преостанати 50-60 на регионално и локално ниво. Ако ние изгласаме одлуката и одземеме дозволата на А2, само за 10% ќе се намали бројот на телевизија на национално ниво. Математички гледано тоа не е никакво загрозување. Значи, постаа доволен број на телевизии за да има различни ставови и различни мислења. Со гаснењето на оваа телевизија идеална да е, нема ништо да се случи, а далеко од идеално. Така де, во право е господино Петрушевски. Мислам дека дури да се потрудите, нема да најдете пологично и подобро објаснување од ова, бидејќи плурализмот најдобро се мери преку бројки. Остајте вие тоа столе што кажува. Не е точно тоа дека не било плурализам ако имаме 300 медиуми, ама сите ако го зборуваат истото. Значи, битна е бројката, не е битно кој што кажува. Во регионот, според моите информации, ако има некој поинакви нека каже, нема одземено лиценца заради непочитување на формат. Во Македонија 15 години ќе прави ова година Советот, нема одземено лиценца поради непочитување на формат. Тоа е бе, тоа е тоа. Од секогаш сме биле лидери во регионот. Па ви се молам, дами и господа, ако ние не одземеме лиценца поради непочитување на формат, па кој ќе го направи тоа бе? Па кој ако не ние? Па кога ако не сега? Па треба ли да се влезе во историја? Во врска со тоа, до кога ние, како Совет за радиодифузија, ќе го толерираме овој радиодифузер, имајќи го во предвид фактот што цело време, значи, го следиме неговото работење, цело време му укажуваме на неговите недостатоци. Точно е, знаеме за неговата состојба во која се наоѓа, меѓутоа ние, значи, се доведуваме до ситуација да помагаме, а како ќе му помагате на некој давеник кој што веќе почнал да се дави и Да го пуштиш да суди. не го знаете како. Треба да некој за да му помогнете, треба да постои од другата страна да си помогне и самиот себе. Значи не можеме ние да му помогнеме ако тој не може да си помогне самиот. Токму така, почитувани гледачи, како што вели и народната мудрост, ако некој се дави, скокни во водата и врзи му некој потежок камен на ногата, за што побарко да се удави. Да, мислам, како можеш да му помогнеш на некога, ако тој самиот не сака да си помогне? Ај, например, да почне да емитуваат вести, дебати, документарци, серија, филмови, па да се понадевавме дека полека се ќе се среди, ама вака... Што? Почнале да го прават сето тоа? Бргу, давај го каменот да ги удавиме. Значи јас сум за тоа да се стави предлогот на гласање, имаме конкретен предлог од страна на правната служба од Советот за радиодифузија и да се заврши оваа работа.
Па како? И немојте некој да ве лажел дека одземањето лиценца е негативна работа. Прв пат ние во Советот за радиодифузија од постоењето па до денеска имаме таков заклучок и предлог за одземање на дозвола поради неисполнување на програмските стандарди, на форматот. Што е позитивно по мене, ако го нема негативната последица одземање на дозволата. Да бе да, освен тоа, мислам, ако го тргнеме тоа настрана, се друго е позитивно. Значи, пазете што правиме. Од старт, ова малку што е негативно, го тргаме настрана и уживаме во позитивните работи. Уште еднаш да повторам, први во Македонија, први во регионот, први, дами и господа, секоја чест, секоја чест. И мислам дека ова ќе можат и ќе најдат начин да го поздрават и сите релевантни организации и институции. Еве, веќе имаме првиот поздрав, мислам дека помеѓу првите беше поздравот на комесарот за проширување на Европската Унија Штефан Филе. Еве што напиша тој на Твитер во средата. Зборувајќи за слободата на медиуми кај нас, или како што тој вели во Фиром, не е баш среќен што добрите вести, нели мисли на договорот за декриминализација на клеветата и навредата, се засенети од не толку добрите вести за одземање на дозволата на А2. Да, ете и Филе се служува дека во средата во Македонија имало нешто позитивно, секако дека казните од 11 евра за клевета и навреда се позитивна работа и нешто помалку позитивно, нели тоа е затварањето на А2, или со други зборови имало позитивни работи и помалку позитивни работи. Абе, од кај ми е ова позната? Очигледно е дека вчера од Брисел Република Македонија доби многу позитивни критики, многу позитивни мислења и помалку позитивни работи, така што преовладуваат позитивните коментари и позитивните оценки за сработеното и нешто помалку има што е помалку позитивно. Да, дами и господа, Груевски успеа да реформира и Европската Унија. Премиере, секоја чест. Толку за ова четврто издание, се гледаме и наредната недела, за сега само на интернет, libertas.mk и facebook.com/na Raport Чао.